Трибината се одржува токму вовде во Дојран, токму во градот каде што се наоѓа точно центарот на Македонија. Мислам дека Унијата на млади сили има зацртано една програма во кој што имаме обезбедичување, односно увидување на фактите и увидување на сите вистините, на цела вистината историја за Македонија, за вамуштината, и вака преку вакви проекти кои што почнуваме како караван да ги остваруваме во овој период, е темата Екзодусот и беломорските македонци. Пред се зборот ВМРО значи историја, па по такви трибини имаме за цел младите од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ да ги осознаваат и да ги видат вистинските борци, вистинските дејци, вистинските луѓе, односно вистинските виновници за македонштината и комплетно за целата наша историја, за целата наша денешна состојба, односно за државата Македонија. Колку ваквите активности на Унијата може да придонесат за подобра слика на младите за македонската историја и за добивање на повеќе информации, посебно кога станува збор за оваа тема? Па вака, со еминентни предавачи од оваа тема, натацна ни ги дават поточно корените на македонската држава. И со тој процес, односно со тие информации кои што излегуваат од овие еминентни професори и еминентни познавачи на македонската историја, младите осознаваат вистинската причина, односно вистинската историја за Македонија. Не може да ја проектираме иднината ако не ја познаваме историјата. И токму и символиката на денешнава трибина во хотел Полин, во Дојран, во еден од најстарите градови во Македонија, за да осознавајќи историјата се спознаваме, само почитуваме и ја градиме едината на Македонија. Се разбира, историјата од 1944 година на Републиката, во времето на комунизмот кој што е минато свршено време во Македонија, беше изолирана Македонија од сопствената историја и археологија, за да не ја дознаваме вистината за македонците и за Македонија. И одржувањето на вакви трибини за младите е добра пракса да ги воведуваме во основите на македонизмот, на историјата и археологијата на Македонија, за да подобро ја познаваат својата историја и ја проектираат на цврсти основи стабилноста и иднината на Македонија. Македонското прашање е основата на балканското прашање. Македонија е основата на Балканот. Македонската култура и историја, независно од историските предизвици, не е ексклузивно право, туку е дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите помеѓу современите литературни јазици како производ на современите политички нации. И затоа и покрај се, ние македонците подаваме рака на помирување и обединување меѓу сите нации држави на овие простори. Ја споделуваме културата и историјата на Македонија како заедничко наследство од империите на овие простори, чии што делови сите заедно сме биле. И сме за македонско-грчко трајно помирување и договор за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и Грција. Се разбира со знаење за историјата, бидејќи ако не ги познаваме, не може ниту помирување да понудиме. Се надевам дека младите на овие трибини правилно ќе бидат едуцирани, затоа што Македонија е држава и доаѓа време кога македонската историја ќе пишуваат историчари македонци на македонски јазик, и тоа е единствена гаранција дека ќе ја дознаеме вистината и за Македонија и за нас македонците. Рекавте дека ние сме за трајно помирување, меѓутоа колку сте оптимист дека има расположение и од
онаа другата страна за трајно помирување и за конечно решавање на прашањето токму со овој дел од Македонија, односно со овие македонци? Па јас верувам дека тоа е процес кој нужно води до помирување и обединување. Може да се помирите ако некому за нешто што сторил или се сторило простите. Јас верувам дека свеста на овие простори ќе ги надрасне егоизмите, историските предрасуди, растоварени од бремето на минатото, правилно изучувајќи ја историјата, некако предизвик за одмазда и омраза, туку како помен за жртвите од војните и поука за коегзистенција и толеранција на овие простори, што е основен предуслов за стабилност и безбедност на регионот. Ние не воспоставуваме монопол или ексклузивно право, иако по меѓународно право сме единствен носител на државната име Македонија. И затоа велиме дека културата и историјата на Македонија, независно од сите историски хипотеки, не е ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации. Верувам дека времето на љубовта и мирот доаѓа, затоа што сме цивилизација на мирот и љубовта, наспроти војната и омразата. Само ще нешто накратко, ако може, во контекст на предходното околу историјата која што ќе пишуваат македонци. Има ли уште нешто од историјата што го напишал некој друг, а ние не го знаеме или го знаеме во инаква форма? А што допрва треба да се научи да се знае? Тој што окупирал туѓа територија, окупираната историја ја запишал како своја, собствена. Ако ја читаме историјата на Македонија според историографиите на Атина, Белград, Софија и Тирана, ќе да знаеме се, само за Македонија не. И затоа сметам дека после целосното самостојување на Републиката од 8 септември 1991 година по дисолуцијата на поранешна Југославија, доаѓа време македонската историја и археологија од забраната зона да ги ослободиме, за да ги дознаеме корените на македонскиот народ и на Македонија. Тоа што минатото не делело, за да во иднина не обединува. Посебно ми е драго што пред младите поколенија македонски и пред ВМРО ДПМН, значи нивната младинска организација, сме поканети јас и почитуваниот Тодор Петров, а и другите соговорници. Сметам дека прашањето за македонците од егејскиот дел на Македонија ќе биде постојано прашање, бидејќи тоа е составен дел на битието на македонскиот народ и на македонската држава. А посебна задача е на македонската влада, која и да е, пред се и ова влада на ВМРО ДПМН и на господинот Никола Груевски. Сметам дека со ваквите трибини и семинари, нашите помлади македонски генерации ќе осознаат сопствената историја, историјата на предците, на нивните татковци и мајки, на нивните дедовци и баби. Јас можам да кажам и за себе дека потекнам од тој дел на Македонија и дека сум роден во Полска, што значи дека сум една од помладата генерација во своје време која ја доживуваше оваа политичка и историска неправда кон сопствениот народ што ни ја наметна Грција, нели, во граѓанската војна. Сметам дека со ваквите излагања на сите нас пред помладите македонски поколенија, независно на политичката ориентација, сметам ќе го градиме македонското национално битие, ќе го заштитиме македонскиот национален идентитет и сето тоа во склоп на нашето македонско име Македонија. Сметам дека со ваквите семинари практично ќе се даде една национална и духовна и патриотска подкрепа и сознание на младите македонски генерации, што сметам дека е пред се патриотска и човечка должност да си одбраниме своето име Македонија. Јас малку ќе ве злоупотребам сега, како што може ви е познато, јас на 14 октомври гладував 2 дена, штрајкував со глад со 20 на македонци на плоштадот Македонија во одбрана и неменливоста на името Македонија. Сето тоа да покажеме пример дека македонскиот идентитет, македонската нација и името Македонија е жив символ на нашиот македонски народ
и сметам дека од тоа нема назад отстапки. И навистина им благодарам на организаторите што ме поканија денеска и утре да присуствувам на овој семинар, но уште еднаш сакам да изразам и честитки на Дојран за денот на празнувањето на ослободување на градот Дојран.